Бројот на загинати во трагедијата во Кучани се искачи на 61. Битката загуби уште еден пациент кој беше на лекување во Литванија. Деталите ги има Мирјана Давидовска. Мирјана? Да, за жал, попладнево пристигна оваа лоша вест, која што ја соопшти министерот за здравство. Пожарот во дискотеката Пулс ја зеде и 61-та жртва. Почина 29-годишниот Александар Гавриловски, кој уште ден по трагедијата беше веднаш упатен во медицинскиот центар во Литванија и таму се лекуваше се до денеска. Според информациите кои што ги соопшти министерот за здравство, последните 3 дена на Александар значително му се влошила здравствената состојба. Тој инаку во пожарот се здобил со 35% изгореници од трет степен, како што рече Таравари, а биле зафатени и дишните патишта. Во продолжение ја слушаме изјавата од министерот. Неговата состојба беше тешка од почеток, меѓутоа од 4 април веќе се влошува уште повеќе. Од вчера пациентот беше ставен во хемодиализа и за жал денеска во 11 часот почина и ово не е вториот пациент кој што почина од 193 што ги третиравме во државата и надвор од државата. Ја би сакал да изразам сочувство до семејството на Александар Гавриловски. Ни остануваат уште 20 критични пациенти. Покојниот Александар имаше повреди 35% изгореници од трет степен, со изгореници исто така во дишните патишта. Еден од потешките пациенти кои што ној беа. Ми знаеме ли каква е состојбата на останатите повредени кои се уште се на лекување во странство и во земја? Генерално стабилна. Министерот за здравство не сакаше да споделува многу информации, вели дека уште во критична состојба се уште 20 пациенти кои што се лекуваат во странство, но тој се надава дека лекарите во овие странски медицински центри ќе направат се за да стабилизираат нивната здравствена состојба. Инаку минатата недела во еден од странските медицински центри во Литванија исто така почина и управителот на дискотеката, инаку во странство се лекуваат уште 66 пациенти, на домашните клиники се уште хоспитализирани се уште 10 лица кои беа повредени во пожарот. Мирјана Давидовска, благодарам за информациите.